Биби. Дали сте слушнале за Биби и животните? Тоа е наш маќановски цртан филм. Биби во сите епизоди ги подучува и ги забавува децата. Ако се още не сте го гледале тој цртан филм, ви предлагам да го гледате и да почнете од денес. Си беше едно девојче, убаво и многу храбро. Се викаше Биби! Си носеше жолта фустанче, затоа што жолтата й беше омилена боја. Како например Биби, животните, азбуката на Биби и многу други. Биби многу ги сака животните и е многу мирна заштитничка. Сака си игра со нив, се грижи за нив во најблиската сумичка. Природата има своји правила и затоа треба да ги почитуваме. А Биби ги учи децата како треба да се однесуваат со животните, со цвеќињата и со дрвјата. Да се кинат цвеќињата? Никако! Но затоа можеше да се оди на прошетка и да се ужива во црцарењето на птиците и жуборењето на потокот. Биби има и своја апликација, Светот на Биби. Дали знаевте? Играта со Биби е направена за деца и е наменета од 2 до 8 години. Супер! Може и јас и мојот брат да си играме. Биби играта е поинаква од другите затоа што Биби вели стоп. Не може повеќе играње, треба да се има време и за играње со нашето семејство и со другарчината. Понекогаш одеше да ги посетува животните во нивните живеалишта. Па си прикажуваа надолго и на широко, се додека не се стемнеше. А потоа животните си ја испраќаа Биби до дома, за да не оди сама по темница. Никако. Многу необично, нели? Па јас многу си сакам необични приказни. Многу. И така, едно утро Биби тргна да ги посети своите пријатели, шумските животни. Кога застана пред големата ела кај што живееше верверичката, Биби се зачуди. Од верверичката немаше ни трага ни глас. Каде отишла? Зар нешто ја исплашило? Биби не забележа дека нешто големо се мушна во сенките на дрвјата. Си продолжи понатаму. Дојде до големиот стар даб во чии корења се ногеше кукичката на зајачињето. Ама вратата беше затворена, а зајачињата не отвораа кога таа ги повика. Биби беше збунета. И само што тргна да оди понатаму, одеднаш пред неа се појави еден страшен човек со една црна брада и голема капа. Тоа беше еден лош ловец што сакаше да ги лови животните во заштитената шума. Замислете! Што правиш ти овде, девојче? Се шетам низ шумава. Сама? Не ти е страв? Не ми е. Мене сите животни во шумава ми се пријатели. Пријатели. А волкот? Волкот ми е многу добар